Се една цел, значи да позборуваме за геополитиката, поточно за распоред на планети и што не очекува во нареден период, како и сега, но тука ќе се осврнам не само значи астролошки, ќе се осврнам и новинарски, аналитички, за да ви биде појасна сликата кај се наоѓа светот, што не очекува. Тука значи не е исклучени Македонија, затоа ако имате желба, слушате внимателно. Ово би требало особено внимателно го слушат така наречените аналитичари, особено новинарски, бидејќи што велат србите лупат ко Максим по дивизија. Прво ќе почнам со астролошката анализа. Значи Сатурн, една бавна планета, но многу важна во астрологијата, која отприлike по 2,5 години во еден знак. Значи не треба некаде ко непуни 29 години за да се врати на истото место кај што било. Значи да го помине целиот зодијачки круг. Пред нас е баш таков период, бидејќи Сатурн сега е во моментот во истата позиција кој што беше 1990 година. Што значи тоа? Ако се добро потсетат, особено по-старите генерации, младите можеби не, знаеме дека во 1990 година дојде до глобална поделба или поточно до распадот на Југославија, значи предизвикана од големите сили. Ово сега иста е таква позиција на планетите, поточно кажано можеби поинтересна, која упрашам глобалната сцена, бидејќи освен што Сатурн, значи планета што природно владее со 10 поле во хороскопот, значи со власт, глобалната власт, доминацијата во светот, и Јупитер во своето седиште во Стрелец, поточно во 9-та куќа, а во моментот меѓу нив има еден полусекстил од 30 степени, поточно кажам и двете планети се на 10 степен од своите знаци со кои владеат. Додека Марс е во 12-то поле на 25 степен, значи ова е подготвителен период за војни конфликти што престојат и прометување на глобалната сцена, значи ново сликање на светската политичка сцена. Тоа ќе започнато со самото транзитирање, значи на Марс низ 12-то поле, значи во моментот во Риби, што значи големите сили се подготуваат за војни судири, но во 12-то поле кажат дека и подготуваат и своите маши кои треба да бидат тоа. Ово се покажа и со формирањето на војска на Косово, војската на Косово, бидејќи САД, добро, секој аналитичар знае дека е во голема економска криза, поточно колапс кој го нанесе Кина, со самото купување на чикагската берза, САД ја изгуби доминацијата на економско поле на глобалната сцена ја презема Кина, и тоа беше најголема берза на САД и главна берза, и они ја принудени својата берза да ја спојат со берзата на Велика Британија. Тоа дојде до, освен што доведе до економски колапс, донесе и воен колапс, бидејќи за да имате војска или база да издржувате секаде, ви требаат пари. А познато е дека доларот се печати без покритие, значи не е тоа сега. Ова се печати најмалку 10 години уназад без покритие. Сеќавам еден конгресмен кој изјави јавно дека во 2008 околу 8 трилиона долара се отпечатани без покритие. И САД се наоѓа во еден чекор, за да чекори во бездната, и тоа за да го влекува, значи, да купуваше некој ден во животот, ќе направи се за да се дојде до дестабилизација, не само на Балкан, и во Европа. Нивниот обид да се запре гасоводот Северен ток 2 е во голема мера безуспешен, без разлика што ја тргна од политичка сцена Ангела Меркел, значи канцеларката на Германија, сепак гасоводот што доаѓа од Руската Федерација, веќе ја поминува Шведска и Финска, а знаеме дека во Германија се веќе изградени тие гасоводни цевки, значи, а на Германија треба газ и на Западна Европа, што зборува дека САД се обидува преку доминацијата на Руската Федерација, поточно европската зависност од руски газ, да дестабилизира Европа, затоа во парламентот на Европа се изгласа и резолуцијата за запирање на Северен ток 2, но тоа е безуспешно, бидејќи тоа само парламентарци не се интереси на владите.
Но да поминем на Балканот и на домашната политичка сцена, но само за кратко. Тука предстојат големи промени. Започна со формирањето на војската во Косово, кој што реков САД тоа намерно го направи. Значи не намерно за да добие нешто, но да купи некој ден повеќе. А да не ги наднемни војници, знаме дека во базата во Бонстил, во моментот многу малку има војска, дали има 600-700 американски војници, но затоа пак и требаше маша за да се дестабилира Западот. Значи, ако сакаш да се тепаш, утре ќе ти дадат и на тебе и на твојот противник пушка или стапли, како сакате, и може да се истепате, да нече интереси. Тоа го направи со албанците кои треба да послужат како маша на американците. Значи, ги повлекоа, кога нема повеќе војска, многу мали се за го заштитат Косово, и создадува војска на Косово 5000 војници, но колку е тоа доволно друго прашање, но сигурно е доволно за да се предизвика дестабилизација на Балканот, значи да се го одоговличи спроведувањето на Јужен тек, значи другиот гасот кој што оди преку Турција, без разлика дали ќе оди преку Бугарија или Грција и Македонија, мора да помине низ Србија за да влезе во Унгарија или Будимпешта. И што е тука проблемот? Проблемот е што Србија е тука главната точка, иако и Македонија, бидејќи познато дека Русија го купи Солун, а Кина Пиреја. Тоа е поради двата проекта, тоа е проект гасоводот на русите и кинеската брза пруга патот на силата. И сега се иде на тоа да Србија се вовлече во непромислени потези, поточно Трамп, не знам колку мисли дека интелигенцијата на лидерот на Србија, председател Вучич, во која мера е дораснат, да не наседне или пак ќе наседне, ги кани Вучич и Тачи во Вашингтон за постигнување на договор за подобра на поточно замена на територии, со што некои општини од Северно Косово Србија би добила, исто која што би добила во Босна, Република Српска, но се е тоа шарен во бончиња за да се влезе во една дестабилизација на Балканот, поточно и на Србија. Не треба Србија да заборави дека со тоа губи многу повеќе, но малку трагикомичен беше колегата кој е инаку извореден воен аналитичар, но за политички не би рекол, бидејќи кога гостуваше кај колегата, ако можам така да го наречам, Васко Ефтов, кој со прашање на лизите премногу е трагикомичен, кога спомна дека Русија на Србија не и помогнала и дека досега нема никаква инвестиција. Тоа е факт што го кажа, но треба да се запраша, ја го прашал да размисли зошто е тоа така. Факт е дека во 99-та, Србија беше, или поранешно Сојузна република Југославија, бомбардирање од НАТО, но истите ја не знам со кој памет и се случи другите работи, значи петооктомвриската револуција, сменувањето на Милошевиќ, тоа беше се во сценарио на Западот, тој Запад се уште беше и економски и воено силен, но во Русија во тоа време беше во еден колапс, барем економски државен, че дојде прво до распад на СССР, се закануваше и распад на Руската Федерација, поради што КГБ уште порано го активираше, значи некаде 97-ма, денешниот председател на Руската Федерација Владимир Путин, прво како премиер, а понатаму го натера Јелцин, значи сами се даде оставка, назначувајќи го Путин како вршил должност на председател, а меѓувреме се и основа КГБ, нивната партија, тоа е Единствена Русија, со што денешниот председател дојде на власт, но веднаш за премиер го назначи Медведев, кој исто така кадар на КГБ, што зборува дека во Русија нема класични политичари, поточно со нив на началото на Русија се луѓе од КГБ или од тајната организација. И они се тука во голема предност пред САД. Зошто се во голема предност? Бидејќи во САД соција влада и банкарски картел, но они немат нивен човек, значи имат обичен граѓанин, политичар, бизнисмен, тоа сега Доналд Трамп,
Но истот, за да полечи некои потези, треба прво да се слушне или некој да му каже па да ги полече, додека за тоа Владимир Путин кој председател на Руската Федерација нема потреба такво нешто. Значи, во секој момент, за било која политичка одлука на глобалната сцена, Русија е голема предност пред САД, па и во случај на нуклеарен конфликт или поголем воен конфликт. Иако тука САД не верувам дека ќе се осмелат, бидејќи во моментот Русија е многу посилна, има нови наоружувања, не случајно влезе во Сирија. Инаку САД Сирија е голема грешка, поточно тоа беше обид да се запре рускиот гасовод, овој сега што е Јужен тек, а они нудеа катарски гасовод, кој требаше да поминува низ Сирија. Поради тоа е дестабилизирана Сирија, бидејќи Русија го видела што е работата, влегла во Сирија. Потому сега САД се повлекува, бидејќи немаат повеќе средства да војуват, војската повлекува и ги остава нивните ИСИЛ и нивните дечиња на токму на нишинот на армијата на Сирија. Значи Асад ќе владуше долго, пред нас се закрепнување на Сирија, но фронтот ќе се префрли на Балканот, поточно во Европа, ќе се оди на дестабилизација на многу земји. Само да ја потсетам, не случајно беше денешната информација која се појави на ВСТВ дека Европската унија покрај ограничување за завоз на челик од САД, тоа го ограничи за Македонија. Зошто се спрашувате? Тоа прашате владата, бидејќи таа иста влада е десна рака на САД, а Европската унија знае дека САД действува тука на Балканот и преку Македонија, ово ни е опомена да внимаваме што правиме. Инаку Европската унија пред сам распад, бидејќи самиот Брекзит започна, но исто така распадот ќе се случи поради тоа што не одговара ни на Русија, ни на Кина. Пардон, ни на Асад, особено и на Асад, бидејќи Европската унија има закони кои мора да се почитуваат, особено во трговските односи со САД. А со распадот на Европската унија САД ќе биде полесно, за да може да влијаат врз одредени држави и во трговски односи да имаат подобри и така натаму. Значи извозот да зголемат. Но сето тоа е задоцнато со распадот на Европската унија, од причина што САД веќе не моќен и економски и воено, а не може да ги заштити, а не му одговара ни да се создаде војска на европска војска, која на секој начин гледа како конкуренција на НАТО. Значи, тоа би веднаш дошло до распад на НАТО. Што се однесува до Турција игра многу интересна игра, за која Грција треба добро да подразмисли што прави, бидејќи Турција значи не се откажува од системот С-400, а системот С-400 е така направен да не може да ги гаѓа руските мети, а патриотот што го нуди САД е еден вид тројански конј, бидејќи САД кога сакат можат да го исклучат, значи во случај на војна премеѓу Турција и Грција, можат да го блокира системот да не работи или во случај ако Турција сака да се одбрани од САД во интервенцијата ако има конфликт со Грција. По тие причини Турција не се откажува од С-400 и испораката треба наскоро да почне, но тој систем и треба и за војна со Грција. Значи тука неминуно решавање на кипарското прашање кој е отворено и многу острови ќе се и поврати Турција, бидејќи Грција се наѓа во еден голем економски, па и воен колапс, кога немате пари во економијата, немате и за војска. Македонија веќе е почна дестабилизација, глупо е да кажувам, но многу пати сум рекол и сега ќе повторам, нема да промени име, но ќе има граѓанска војна тука, конфликт. Ја не знам колку влада подготвена за тоа и особено премиерот се игра со ги, но тоа не е проблем. Така да очекувам наскоро дестабилизација поголема на Македонија, значи ќе се предизвика, ќе има ликвидации, ќе летат глави, нема да се смени името, ќе се случи народ, но народ со оружје во рака, така да треба да се внимава. Моје совет е, значи многу пати кажувам, да се спречи тоа противобиствената војна,
треба подхитно да се заправат уставните промени. Во спротивно, Господ нека не помеш, но најмногу оние што се на власт и што ги влечат овие потези, бидејќи во тој момент, тогаш ќе бидат доведени во опасност и нивни семејства и многу работи. Оти во моментот народот нема лидера, тој нема посна, кога граѓанска војна започнува без лидер. Тоа го кажав многу пати во моите настапи, тоа и сега. Иначе самиот влез во Европа со ово што донесе Европа или Европската унија, поточно кажано, за челикот автоматски ни кажува Македонија адиос. Никогаш нема да влезете. И на пример еве и да добиеме пристап да добиеме за пристапни преговори за датум за започнување, тоа е било смешна работа за мене, трагикомична. Најмалку треба 5 до 10 години за да не прими Европска унија, но до тогаш нема да постои. Но и во случај сега да веднаш да не прими, тоа е влегување кој што рекав во едно моите интервју, дека е влегување на фармот во кафеана. Ја не знам дали народот знае и самите бизнисмени кои толку наволуваат за тој европски пазар, дека они нема да смеат да произведуваат повеќе од оно колку што ќе каже Европа, ќе дојде до затварање на многу фабрики, многу работни места. Вие нема да смеете да произведувате вино или винови лози, мора да има одреден број насадници. Другото може да го фрлите. Само тоа еден пример, кај нас виното кој во прачање земјоделието клучен производ и за извоз исто клучен. Тоа што се однесува до Македонија, значи и до Србија, треба да се внимава, ова е клучна година, значи потхитно, во СОВ да се запрат уставните промени, може да скапа да чинат Македонија, особено оние што се сега на власт.